Учениците во Државното училиште Искра Штип ќе имаат можност, како и останатите училишта, да ја следат наставата во нови современи простории со нови компјутери. Денес беа пуштени 3 училници, една нова наставничка канцеларија, тоалетни простории, како и помошни канцеларии со вкупна површина од 120 квадрати. Инаку, самиот проект, самата инвестиција чини околу 3,7 милиони денари, буџетски тековни средства, од кои што имаме плюс 1 милион денари дополнителни за опремување на најавените простории со канцелариски мебели и сета дополнителна опрема која што следи во овие училници. Оваа инвестиција е од големо значење за децата кои учат овде. На овој начин ќе им се возможи поквалитетна настава и подобра едукација. Сепак градежните зафати на училиштето не запираат овде. Во иднина се очекува и реновирање, односно опремување на спалните во останатиот дел од интернатот, тоест домскиот дел, со цел учениците да имаат пријатни услови за престој. Во моментот Државното училиште Искра има капацитет од 70 ученици, а исто толку престојуваат и во домот. Мојата желба е да нема такво училиште. Да природата биде совршена, се раѓаат деца со сите оние работи кои ги дава природата, но знаете дека природата не можеме да ја менуваме. Се раѓаат и деца кои имаат и посебни потреби. Ние имаме намера, општината заедно со приватни донатори, да ги реконструираме дел од собликувалните, потоа дел од спалните, тоалетите и мислам дека дел од просториите за престој на наставниците. Тоа не е голема инвестиција, може би била некаде околу милион денара и мислам дека треба да го направиме затоа што овие деца се доверени на еден наставен кадар кој е многу посветен, кој многу работи и верувајте дека целта ни е да тие деца после завршувањето на образованието се најдат во општеството, најдат и вработување бидејќи државата дава стимулации за нивно вработување и бидат корисни за себе и за семејството. Мислам дека ентузијазмот на тимот во ово училиште дава надеж дека навистина ќе се постигне таа цел. А исто така Захарија во околината на Искра најави изградба на сала за боречки вештини. Проектот би чинел 600.000 евра. Ослободување од комуналии, ние сме спремни тоа да го направиме секако општина. Средствата ќе бидат значи од Меѓународната боречка федерација обезбедени и мислам дека тоа ќе биде можност и децата од ово училиште бидат дел од тој систем. Значи да видат како функционира, да речеме, нашите боречки клубови, како што е Балканец, да речеме или некој друг клуб кој би постоел, а лично мислам дека престои уредување на целиот овој простор, затоа што идејата на општината е да направи еден проект за урбано уредување на реката Брегалница од Бањата Кежовица, односно од ово училиште, па се до влезот на реката Брегалница во 8 ноември. Инаку Државното средно училиште Искра го покрива целиот источен регион, работи 3,5 децении и има остручено над 1200 ученици.